Најновиот кросовер MDX, чија кратенка е еден вид акроним за мултидимenzионален луксус, позициониран е на врвот на гамата. Овој модел од своето појавување во 2000-тата е втор најдобро продаван во својата класа. Американците имаат голема доверба во него која Honda ја негува 3 генерации. И четвртата, чија продажба ќе започне во февруари, е скроена според истиот терк и ќе нуди карактеристики кои ќе ја задржат на врвот како предводник на технологиите. Новата платформа на која Acura MDX е поставена ја зголемува низината должина на нешто над 5 метри, а поголеми се и широчината и меѓуоскиното растојание. Малку променетите пропорции даваат подинамичен изглед, дополнително истегнат со диамантска пентагонна маска, LED светла и големите 19-инчни тркала. Погонот стандардно е на предните тркала, а опционално се добива технички на предниот Super Handling All-Wheel Drive System. Тој не само што кога треба префрла поголем дел од вртежниот момент на задната оска, туку е способен и за негова 100% распределба само на едно од тркалата. Тие се поставени на мултилинк ослонување, додека предното е со двојно попречни рамења, со што се обезбедуваат ултимативни возни својства. За погон на почетокот ќе биде задолжен 3,5 литарскиот V6 со 290 коњи, спарен со 10 степен автоматски менувач, на кого нешто подоцна ќе му се придружи и 3 литарски турбо со 355 коњски сили. Малку изненадува одлуката за разлика од претходната генерација. Новиот MDX веќе не се нуди со хибридна погонска група, додека дизели никогаш и немало. Патниците на трите реда седишта ги очекува луксус кој во целост ја оправдува цената од $47,000. Возачот ќе го пречекаат дигиталната инструментабла и heads-up дисплејот, додека пријатната атмосфера во возењето ќе одржуваат LED амбиенталното осветлување и премиум аудио систем со 16 звучници. Кожата и дрвото ја облагородуваат внатрешноста во рамките на технопристапот што овој модел го има, кој пак е истакнат со пијано црните и алуминиумските детали. Технологиите не недостасуваат во ниеден поглед, почнувајќи од оние за софистициран престој во кабината до безбедносните. Списокот е долг, но сите ставки на него во Европа вообичаено се среќаваат и кај возилата од пониските класи. Треба да споменеме и дека Honda во Соединетите Американски држави има дури 5 фабрики за автомобили и уште по 2 во Канада и Мексико. Од вкупната продажба на Honda таму, која изнесува околу 1,6 милиони возила годишно, 10% се со ознаките на Acura.